Дали полека настанува тивка војна помеѓу Сојузот на земјоделски здруженија и иницијативниот одбор на тутунарите, кој што ги организираа протестите. Од Сојузот денеска излегува со став дека од понеделник нема да ги повлечат поверениците од вагите, иако истото го ветија пред само неколку дена дека ќе се стопира откупот ако продолжи нереалната проценка. Се правдаат дека ово било желба и притисок на тутунарите што побрзо да си го предадат тутунот. Исто така, неизвестно е дали ќе го поддржат и протестот закажан за во понеделник пред влада. Ние со секое повлекување на поверениците само му даваме простор на откупувачите да не стегнуваат во еден чош, за да времето помини, а времето е многу кратко за предавање на тутуно. Ние сакаме да се реши што побрзо да се откупи тутуно. Од Сојузот бараат да се зголеми динамиката на откуп, пунктовите да работели во сабота, да се укине проценката по шифри, туку да се цени по класи и што побрзо да се откупил и вишокот на тутун. Но и самите признаваат дека сега динамиката на откуп е преслаба. Во Долнени најмалку се откупува, таму е динамиката е најмала. Значи имаме над 7 милиони килограми, веројатно само 5% дали имаме откупувано тутун во тој регион. Бараме што повеќе да се откупува од сите откупни предпријатија и да се зголеми и динамикава и по-флексибилна линија. Значи динамиката на тутунот во општина Конче сега за сега е катастрофална. Ете, можам да нагласам неколку пунктови кои одат со лоша динамика, само купуваат по 100 картона, 1000 килограми и во 11 часота пунктот се затвара. Тогаш инспекторијатот на земјоделие го повикувам да биде далеку поорганизиран на терен него што е до денес. Затоа што мислам дека многу пасивно делуваат инспекторатот за земјоделие. Од иницијативниот одбор на тутунарите пак вела дека протестот пред влада ќе се одржи и покрај се и обвинија дека Сојузот на земјоделски друженија во моментов не работел за интересите на тутунарите. Значи изјавата дадена пред Нова година од мене беше јасна и децидна и ја слушна цела Македонија дека првиот работен ден по Нова година откупот ќе запри до средбата со премиерот. И кажа Менде дека е наша десна рака. Еве сега гледаме колку е десна рака Менде на иницијативниот одбор и дали стои на таја изјава, која што за неколку дена, да не речам 2-3 дена, ја смени. Ние не знаеме дали е притиснат од некого и не знаеме за кого работи, ама знаеме дека не работи во интерес на тутунарите. Тутунарите бара протест, бара да запри откупот, да се реши ситуацијата. А на Менде, ако му е во интерес да оди овој грабеж на народот, нека си носат одлуки во интерес на самите нив и во интерес на откупувачите. Го повикаа премиерот Зоран Заев во понеделник на протестот да одвои време и да ги прими и да кажел јавно како ќе го реши нивниот проблем.